Благодарам, Кристина, за најавата. Тукму така се наоѓаме во училиштето Димитар Македонски во Ново Лисиче. Како што најавивте вчера, имаше еден музичко-ликовен хепенинг, а утрово на оваа тема разговараме со директорката на училиштето, господја Марина Спасовска. Директорка, актуелни се така наречени TikTok предизвици изминатиот период, зашто меѓународниот ден за побезбеден интернет е важен за децата од основното образование и каква улога игра училиштето во безбедноста на интернет? Добро утро и од мене. Поздрав до вас, вашата емисија и гледачите на Македонската телевизија. Секако дека меѓународниот ден на побезбеден интернет е од исклучителна важност за учениците во основното образование, затоа што тука ги едуцираме како учениците да се заштитат при користење на интернетот. Што значи тоа? Дека тие треба да знаат како правилно да користат, како правилно да пребаруваат, на што се може да најдат неправилностите при користењето и при пребарувањето на интернет, користење на силни лозинки, кое што е многу важно при користење на интернет. Сето тоа наставниците го спроведуваат на часовите, и никогаш и неформално разговараат со учениците околу овие проблеми, а и секако стручните соработници реализираат разни работилници поврзани со оваа проблематика, која што во денешно време навистина е загрижувачка. И колегите во студио најавија, меѓутоа и јас на самиот почеток кажав, вчера се одржа музичко-ликовен хепенинг во вашето училиште, присуствуваше и министерот Стефан Андоновски. Што се случуваше, која беше целта на тој настан? Така, да, како што можете да видите, се уште стојат изработките од нашите ученици, заедно со нивните наставници. Вчера се одбележа меѓународниот ден за побезбеден интернет. Тоа проект на Министерството за дигитална трансформација. Точно туку имавме многу гости, меѓу кои министерот Стефан Андоновски, градоначалникот на општина Аеродром, кој што и секогаш општината не поддржува во сите проекти што ги имаат училиштата. Учениците преку ликовни творби, преку литературни творби го изразија своето размислување како секогаш од децата за децата е најлесно кога да се разберат што значи и како да се заштитат од интернетот. Така, директорке, кажете ми... Исто така, сакам да докажам дека имавме и презентација од страна на учениците, која што ја проследија гостите, прекрасна презентација од поголемите, како тоа може да се заштитат од интернет. Со какви опасности се случуваат младите денеска на интернет и како училиштето помага да се подигне свест од овие опасности? Опасностите со кои што се сретнуваат младите, тоа се токму овие, како што ги слушаме, оние предизвици, разни апликации кои што младите треба да знаат како и дали треба да ги користат. Затоа училиштето е тука да помогне во сето тоа, односно, како што напоменав, тука се реализираат работилници, вакви проекти, каде што учениците се поттикнуваат сами да кажат како треба да се заштитат и што всушност тие не треба да прават за да не навлезат во никаков проблем. Истото и преку ние пријателства се посочува да не се прифаќаат на разни апликации, портали кои што ги имаат, да читаат, да знаат кои се вистините, кои се невистините работи на интернет. Сето тоа ние како училиште, кажав, преку работилници, разговори со учениците им посочуваме како да постапуваат. Така, директорке, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро. Ви посакувам успешна работа и уште многу вакви успешни проекти. Ви благодарам и вам. Така. А минатата недела во нашата емисија работевме на тема колку чести се измамите на интернет. Тогаш пративме и прашања до Министерството за внатрешни работи, а вчера поплан не добивме и одговори на нашите прашања, па накратко ќе ги презентирам. Од МВР известуваат дека во текот на 2024 година регистрирани се вкупно 25 настани во кои измамници се јавуваат кај оштетени, бараат пари за наводна случајна сообраќајна незгода од
од нив 15 на подрачјето на СВР Скопје, а по превземени мерки поднесени се 4 кривични пријави, од кои 2 се против непознат сторител. Покрај ова во однос на измами преку интернет, минатата година регистрирани се 16 кривични дела компјутерска измама, а кривично пријавени се 6 сторители. Студио?